9 часот и 30 минути, еден од подобрите начини да го започнете ова неделно претпладне е да внесете малку живост, малку позитивна енергија во вашиот дом и секако да се наполните со идеи и совети за уредување на вашиот простор. Добро дојдовте во новиот квадрат, започнуваме сега, а што ќе гледате денес и во следниве 30 минути само накратко во продолжение. Во новиот квадрат ве инспирираме и ви помагаме да ја уредите малата дневна соба и да организирате домашната канцеларија. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Домашните канцеларии се еден тренд кој ни го наметна пандемијата, но кој остана исто толку актуелен и години последнија. И се уште е актуелно да работиме од дома, меѓутоа е многу важно да ги поставиме границите, односно линијата помеѓу животниот простор, просторот за работа со цел да можеме да бидеме продуктивни додека сме на работа, меѓутоа и времето за одмор да биде максимално искористено во таа насока. Затоа како да ја организирате домашната канцеларија за да не ви краде време од одморот, ви објаснуваме ние и ви даваме неколку совети во прилогот кој следува во продолжение. Уживајте! Работата од дома стана нова нормалност за многумина од нас. Но со себе носи и предизвик кој често се занемарува. Линијата помеѓу работата и приватниот живот лесно се замагнува. Кога лаптопот се преместува на трпезариската маса и епоштата пристигнува дури и по вечерата, станот престанува да биде место за одмор. Наместо тоа, тој станува продолжение на канцеларијата, што може сериозно да влијае на нашата психа на долг рок. Вистински предизвик е да се создаде работен агол кој е функционален, но и визуелно пријатен, така што просторот се уште зрачи со удобноста на домот. Во продолжение, се обидуваме да истражиме како правилно да организираме домашна канцеларија, за да не краде ниту простор, ниту ментално здравје. Па како правилно да организирате една домашна канцеларија? Еден од клучните чекори е јасно дефинирано место за работа. Домашната канцеларија не мора да биде посебна просторија. Доволен е мал агол со маса и стол што е наменет исклучиво за работа. Додадете ламба со топла светлина, неколку омилени декорации или растение што го освежува просторот. Кога просторот има своја приказна, полесно е визуелно да се оддели работата од остатокот од домот. Друг практичен трик е да се организираат работите. Кабли, харти и канцелариски материјал кои лесно создаваат хаос и го прават просторот напнат. Минимализмот во домашната канцеларија не е само тренд на Инстаграм, туку фиоките, кутиите и полиците помагаат се да биде на свое место и да се отстрани визуелниот хаос, а со тоа и менталната бучава. Ако имате мал стан, користете ги ѕидовите за полици, организатори на ѕидови или држачи за документи. Кога ќе завршите со работниот ден, едноставно тргнете го лаптопот и средете ги површините, а станот повторно станува место за релаксација. Боите играат голема улога. Светлите и неутрални нијанси го прават просторот да се чувствува поголем, додека пастелните и земјените тонови создаваат смирувачка атмосфера. Додадете детали во светли бои за да внесете енергија и мотивација. Текстурата на дрвените и ткаените елементи го прави просторот софистициран и пријатен. Додадете агол со предмети што ве мотивираат, омилена шолја, инспиративен постер или декоративен предмет што ја зголемува вашата енергија. Рутината исто така придонесува за естетскиот впечаток. Мали ритуали како утринско кафе пред да започнете со работа или поместувањето на столот во работната позиција му помагаат на мозокот да поврзе одреден простор со фокус и продуктивност. Организирањето на просторот и мислите. Една од најважните лекции од работата од дома е учењето како и кога да се каже доста. Кога работниот ден ќе заврши, обидете се да ја промените околината. Исклучете го компјутерот, вклучете друго светло, пресоблечете се или одете на кратка прошетка. Овие мали сигнали му помагаат на мозокот да го направи преминот од работа во приватен режим. Работата од дома може да биде ослободувачка на многу начини, но само ако поставите јасни граници. Кога ќе научите како правилно да организирате домашна канцеларија, тогаш ќе разберете дека вашата домашна канцеларија треба да се прилагоди на вашиот живот, а не обратно. Кога просторот и времето ќе го вратат своето место, станот престанува да биде канцеларија, а вие го добивате најважното нешто – мир, фокус и здрав став кон работата.
А по завршувањето на работното време се префрламе во делот за одмор и тоа најчесто е собата за дневен престој. Многу често, особено во модерните интериери, собата за дневен престој е со помала квадратура. Па како да направите визуелно да изгледа доволно голема за да не ви попречува во функционирањето и во извршувањето на секојдневните активности, ви откриваме ние во продолжение. Дневната соба е централната просторија во домот каде што членовите на семејството се релаксираат и примаат гости. И како таква, представува голем предизвик при уредувањето, особено ако е мала. Погледнете ги нашите совети за тоа како визуелно да го проширите просторот во мала дневна соба. За да ја зголемите функционалноста на дневната соба, потребно е да го зголемите слободниот простор. Ова се постигнува со детално планирање на распоредот на мебел, користејќи одредени бои на ѕидовите, осветлување и декорација. Прво, добро разгледајте го просторот, распоредот на мебелот во него и боите. Фрлете ги работите што непотребно зафаќаат простор и не ја исполнуваат својата основна функција во интериерот. А потоа, распоредете ги големите парчиња мебел, како што се софа, држаш за телевизор и маса, за да можете слободно да функционирате во просторот. Доколку можете, поврзете акујната и трпезаријата со дневната соба. Отстранете ги вратите и преградните ѕидови и ова ќе ви даде поголем простор со 3 функционално одвоени единици. Комодата и софата треба да бидат поставени една спроти друга, со масичка за кафе помеѓу нив. Заменете ги старите тросет, двосет и фотели со помала аголна софа, без остри рабови, која зафаќа помалку простор. Исто така, не заборавајте да ја одделите софата од ѕидот за визуелно да го зголемите просторот. Слика на ѕидот или огледало ќе му дадат на целото ова впечатлив изглед. Масичката за кафе треба да биде што е можно помала. Незината површина треба да биде чиста, без детали и чаршафи, кои изгледаат излишни во толку мал простор. Површината на масичката за кафе треба да има што е можно помалку детали. Работното и читачкото катче треба да видат во самиот агол на дневната соба или поблиску до прозорецот како извор на дневна светлина, така што ќе действува како посебна единица. Боите и мебелот во оваа област може да се разликуваат од боите на просторијата за релаксација. Доколку треба да додадете повеќе светилки покрај лустерот, поставете ѕидна ламба или тенка подна. Никогаш мала на масата, бидејќи тоа ќе ги намали димензиите на просторијата. И последните неколку минути од ова наше денешно дружење ги резервиравме за она што вас ви е омилена тема – инспирација. Следува една навистина прекрасна куќа која вреди да се погледне. Уживајте! Во вашиот дом нема правилни или погрешни работи во внатрешната декорација, бидејќи секој има потенцијал да го обликува својот простор. Кога го уредувате домот, добро е да ги следите трендовите, но секогаш додавајте свој личен допир на нешто за да го направите посебно. Вашиот дом е место каде што го поминувате поголемиот дел од вашето време, така што просторот треба да ве одразува. Затоа ви предлагаме една сладка доза инспирација и ве водиме да дзирнете во една прекрасна и несекојдневна куќа со карактер. Кога бетонот, дрвото и боите се комбинираат во совршена хармонија. Амнезија Хаус, спокојно сместена на падините на долината Непа во Калифорнија. Оваа еднокатна куќа е замислена како мирна оаза на клиентите од Сан Франциско, кои сакаат контраст на урбана енергија, во форма на која материјалите, пејзажот и интериерот функционираат во совршена хармонија. Резултатот е софистицирано повлекување кое комбинира отпорност на пожар, прецизно изработени дански кабинети и сурова убавина на природниот терен. Сето тоа во хармонија со секојдневниот ритам на животот. Долгата тераса ја доловува светлината која паѓа на темната челична фасада, додека зраците нежно се прелеваат врз терасобетонскиот под и влегуваат во топлиот интериер, обложен со даб. Куќата делува како два еднокатни тома со наведнат покрив, тивко вградени во пејзажот, додека долината Непа се протега во далечината, нудејќи панорамски поглед и чувство на поврзаност со околината. Куќата се состои од два паралелни волумени со наведнати покриви, покриени со челични панели отпорни на високи температури. Оваа фасада создава континуирана, непропустлива бариера која го штити домот од светли искри и потенцијални пожари.
Минималните зглобови и прецизно поставени панели ја претвараат внатрешноста во вистинска оклопна кожа. Сместена на тесна платформа, изглабена во стрмна падина, куќата ја минимизира интервенцијата на теренот и ја зачувува природната вегетација, одводнување и геолошки формации. Терацо-бетонскиот под се протека од внатрешноста до терасата, создавајќи визуелна и тактилна врска помеѓу внатрешноста и надворешноста. Оваа континуирана површина функционира како структурен елемент и како платно за играње светлина и сенка, давајќи му на просторот динамична, но сепак мирна естетика. Внатрешноста ја зрачи мирната елеганција на дабот, која дизајнерот ја користил низ собите, од спалните и приватната канцеларија па се до семејниот простор и гардеробата. Нарачаните кревети и кабинети ги претвараат местата за складирање и спиење во вградени елементи, додека мебелот за кујна и бања изработен од истиот материјал ги поврзува приватните и социјалните простори во хармонична целина. Топлината и текстурата на дабот создаваат чувство на смиреност, додека дивиот пейзаж надвор останува нескротлив и впечатлив. Внатрешноста е внимателно организирана, интимните делови се дискретно одвоени од социјалните, без дополнителни акустични панели. Отворената дневна соба со кујна и трпезарија има поглед на базенот и терасата, додека скулптурниот лустер функционира и како извор на светлина и како декоративен детал. Ниските облици на мебел ги одржуваат линиите на погледот отворени кон долината. Се е избрано со мерка и пропорционалност, без пренагласена екстраваганција. Секоја одлука, од ориентацијата на покривите, па се до преминот низ ограничените влезови, произлегува од стрмниот терен подложен на оган. Локалните занаетчии придонесуваат за познавање на регионот, а комбинацијата од челик, бетон и даб создава хармонија помеѓу функционалноста, отпорноста и тактилното присуство. Како што одминува денот, фасадата добива златна нијанса, а терасата ја задржува сончевата топлина. Куќата станува една континуирана форма во пейзажот, резултат на мајсторство и прецизен дизајн. Амнезија Хаус е пример за тоа како архитектурата може да биде и заштита и уметност, софистицирана, мирна, а сепак моќна, исто како долината Непа која ја опфаќа. Дали може би се подготвувате за уредување и опремување на вашиот нов стан или куќа? Или пак може би ви здодеа стариот простор па сакате да промените неколку работи во вашиот дом? Уредувањето на домот, како и купувањето на нов мебел, носи големо задоволство, но и бројни дилеми. Мебелот не се купува секој ден. Затоа е важно да донесете добри одлуки и да го направите вистинскиот избор, кој ќе одговара токму на вашиот вкус и на вашите потреби. Некои сопственици на куќи сонуваат за кинеска градина во дворот. Некому му е потребно пријатно место за одмор на отворено, област за јадење или скара, а некој би сакал да има и се одеднаш. Ние зедовме еден едноставен пример од еден толку едноставен, а сепак толку луксузен и раскошен дом, сместен на неколку метри квадратни. Станува збор за наједноставниот дом на планетава. Ви го представуваме домот на познатиот актер и звездата од серијата Игра на тронови, Николај Костер-Волдо. Штом влегувате во куќата, веднаш се качувате нагоре по скалите. А тука се наоѓа собата за дневен престој. Има голема аголна софа за седење во светла беж боја. Интересна стаклена кафе масичка, половина изработена од темно дрво, огромен телевизор и многу полици, на кои се наоѓаат безброј интересни книги. Под телевизорот има голем камин, кој е во многу едноставен дизајн. Во едниот агол има бела столица за релаксирање, покрај која се наоѓа дизајнирана столна ламба, а ова катче служи за читање на некоја интересна книга. Во целиот овој простор има премногу интересни детали кои потекнуваат од некаде, а се омилени на неговата сопруга. Така и со интересната голема чинија која се наоѓа покрај каминот. Исти вакви интересно насликани украсни чинии се прикачени на неколку места над зидовите во оваа соба. Освен нив има и прекрасна маса која е изработена од дрво во темно кафена нијанса, а всушност тоа е неговата работна маса и местото каде поминува доста време во текот на денот, кога нема надворешни обврски.
Нагоре по скалите се наоѓаат спалните соби, а првата е неговата. Тој за себе вели дека е многу едноставен човек и дека затоа сака многу едноставни работи. Неговата соба е навистина едноставна, а се што има внатре е само еден огромен кревет, гитара во ќошот и многу зеленило. Тој вели дека ова можеби е и наједноставната спална соба во целиот свет. Сакам простор и многу светлина, вели Костер, додавајќи дека едноставните нешта го прават нашиот живот поедноставен и ни дозволуваат да имаме повеќе простор во него. Креветот кој се наоѓа во неговата спална соба е едноставен и е изработен од бело дрво. На зидот од двете страни на креветот се прикачени интересни светилки, а додека пак од другата страна на собата на зидот се прикачени многу семејни фотографии, за кои тој вели дека тој и неговата сопруга едноставно ги обожаваат. Овде се наоѓаат и спалните соби на неговите деца, во кои исто така има сместено само по еден голем кревет и многу слободен простор. Ова е посебен простор направен само за нив. Освен тоа имаат и огромна бања само за нив. Бањата е целата во бело-сива комбинација. Има огромна сива када, туш кабина целата од стакло, интересни полици за пешкири и огромен прозорец од кој се шири светлина. Тој вели дека најдобрата работа околу целата куќа е тоа што насекаде има големи прозорци, од кои се шири дневна светлина. А таа за него и неговото семејство е навистина важна. Следна просторија е кујната која е целата во бела боја со неколку елементи во металик сива комбинација. Кујната не е огромна, но сепак е доволна за основната потреба. Од кујната низ ходникот се излегува во трпезаријата. Ова е едноставна просторија во која се сместени голема маса и неколку интересни столчиња. Масата е изработена од светло дрво, а столиците покрај неа се во темно кафена нијанса. На масата секогаш се наоѓаат интересни декоративни предмети и неколку бодликави цвеќиња, кои даваат дополнителен шарм на целата просторија. Ова всушност е просторијата во која тој и неговото семејство поминуваат најмногу време во денот. На едниот зид има прикачено интересно огледало, додека пак на другиот прекрасно уметничко дело изработено посебно за него, од негов драг пријател. Од трпезаријата низ голема стаклена врата се излегува во задниот двор, а таму како вистинско мало царство во џунгла. Многу зелени растенија, огромен базен, маса со столици за релаксирање покрај базенот и нормално, голема скара покрај која се случуваат најголемите забави на Костер со неговите пријатели. Насекаде наоколу има зелени цвеќиња и дрвца, и сето тоа изгледа како да сте навистина во некоја мала џунгла. Огромните саксии покрај базенот во кои се наоѓаат најразлични растенија се прекрасни и се подарок од пријател на неговата сопруга, која има најголемата ботаничка градина во Лос Анџелес. Тој вели дека исто и неговата сопруга обожава зеленило во својот дом, бидејќи сметаат дека растенијата шират позитивна енергија, а воедно се и најголемите прочистувачи на воздухот. Па затоа е важно за нив и неговите деца да се обкружени со што е можно повеќе зелени растенија. Во дворот има посебен простор во кој е сместен интересно дизајниран камин, лулашка на дрво и софа за релаксација, од која се простира неверојатен поглед кон природата. Тој вели дека домот, без оглед на тоа дали се работи за стан или пак куќа, не мора да биде преголем, туку тајната на еден убав и луксузен дом пред се е во неговата едноставност. Колку е поедноставно, толку е поубаво и пософистицирано. Просторот не треба да биде пренатрупан, бидејќи тоа може да предизвика чувство на теснина и анксиозност. Доколку немате многу простор на располагање, употребете техники тој да изгледа визуелно поголем. Во секојдневието исполнето со динамичен живот кој создава стрес, стремеше домот да стане место кое ќе релаксира и ќе ослободува од напнатост. Во центарот на вниманието нека биде некој елемент што побудува кај вас позитивни чувства и расположение. При средување на нов или при уредување на веќе постоечки стамбен простор, едно од главните прашања е во кој стил ќе го уредите. Можности има многу, но сепак естетските критериуми се основни при изборот на стилот за уредување. За да дојдете до одговорот како да го уредите својот дом, потребна ви е анализа.
А сигурни сме дека овој интересен и едноставен дом на познатиот актер ви послужи како голема инспирација за тоа како сакате да изгледа вашиот дом. Се надевам дека ве инспириравме и мотивиравме да го промените вашиот дом, да го направите убаво место за живење и престој во него. Ви благодарам што бевте дел и од овој квадрат. Се гледаме повторно за точно 7 дена. До тогаш, пријатно од мене.